тоа село е тешко поврзана со односот на османлиските власти кон народот. И оние селани што биле дервенџи во тоа време не уживале некоја голема привилегија, зашто морале пак на односниот бек да му плаќаат годишно одредена сума на во тоа време турски пари акчи. Имаме период кога покасно точно на таа засилена во Османлиската империја лошо владење, големите ограбувања, поради стравот на народот постепено се размислува како да се напушти тоа место и да се дојде на некое по-друго сигурно место. Процесот на преселба од Стара Фурка, што ние викаме Аништа, на денешното место трае повеќе децении. Всушност, населението тогаш почнува да доаѓа на местата, на висорамнината денеска каде е селото, каде во тоа време всушност повеќе им биле овчарските трла, што најповеќе одгледувале кози и овци. Затоа веќе имаме Нова Фурка со исто име. Веќе на почетокот на 19. век селото ќе почне да се проширува и по број на население да расте. Ако имавме некаде тамо до 80 живеалишта куќи, со тек на времето Фурка ќе стаса некаде до околу 150 куќи, тоа некаде во средината на 20. век. И сиот тој период Фурка ќе ги следи сите оние настани што почнуваат од почетокот на 20. век, особено времето на Младотурската револуција, уште полошо за времето на Балканските војни. Тој период, речиси 2 децении на овие простори, како и во цела Македонија, едно по друго, настаните ќе бидат поврзани се со војувања и со катастрофален однос кон населението. Село раздвижено, модерно, од 50-те години наваму имаше еден културен, забавен живот, што во тоа време и околните места го немаа. Секој четврток имаше кино, секоја недела плюс верски или државен празник имаше игранки.
Фурка имаше многу силна фудбалска екипа. Некако по традиција, уште таму некаде во трета деценија на 20. век формирана, живееше пред некоја деценија веќе и тоа го снема. Значи, ќе дадеме еден заклучок. Многу нешта ги имавме, сега ги немаме. Од едно модерно, културно село, денеска нема никаква културна дејност. Кога на младите ќе им кажеме дека во културниот дом има пеено и Сариевски, и Манчевски, и Виолета Томовска, веројатно и нема да веруваат. Ама така беше. И ако продолжи така, се ќе не биде полошо. За вас, младите, дали ќе има место кај да седнете, да се договарате, да се запознавате и културно да делувате. Тешка работа.